Супер тоа што слушаме цело време совети за како да си ја средиме психата. Ама кога доаѓа од сите страни, може уште поголем хаос да настане. Една од стварите што цело време ги слушаме е негативното влијание на технологијата врз психата, особено social media. И советите се движат у распонот не користи social media до деактивира акаунт и избриши апликацијата, што според мене е многу брутален пристап, не само за тоа што we're missing out од светот, туку бегаме од реалноста што ни е зададена да ја живееме во оваа доба и се мучиме да се излечиме од оваа зависност во моменти кога очигледно не сме спремни. Као не, си ја заслужив оваа технологија со тоа што живеам во оваа доба од светот. Постојам во оваа доба од светот. You can't take that away from me. И благодарен сум што живеам во оваа доба затоа што ја верувам у прогресот што ни го носи технологијата. Тригот е у тоа што стварите што ни се сервирани на оваа маса, несвесно ги лапаме и дури некад мислиме дека тоа е тоа што ни треба и не ни приметуваме дека сме презаситени. Ама вкусно е. Сакаме уште. И стварно треба да сме внимателни што и колку консумираме, пошто that bitch is a real silent killer. Мислата што ме натера да пуштам и да снимам сега е проблемот што ние користиме social media, ама не се вклучуваме активно у играта. Social media, нели, ни нуди толку широк диапазон, толку многу shit load ton of содржина, ама ни нуди и опции да филтрираме што сакаме да гледаме, што не кеме да гледаме. Признавам дека простата содржина е многу полесно истакната и полесно достапна, али знаеш дека диамантите се наоѓаат многу длабоко у земја и треба да копаш многу за да ги најдеш. Сам да кажам дека у денешно време social media е станата уште една алатка што може секому да послужи за буквално шо е да посака, дел од играта е. Али како и сите останати работи у светов, захтева многу работа и вложување и посветување, ако сакаме да го извадиме најдоброто од неа. Тоа што ретко се промовира, од себични цели најчесто, е средувањето на алгоритмите. Ако преврте очи сега кога ти кажав алгоритми, please just hear me out. Алгоритми не се само кодови врз чија база компјутерот размислува. Ја поише би рекол дека алгоритм е начинот на кој што ти размислуваш. Алгоритмот е во твојот ум. И стварно, most of the social media ти предложуваат баш тоа што сакаш да го видиш, да го чуеш, да го консумираш. Себаш ми текна, пред скоро време објавив еден TikTok кај што зборам малце поинаква тема, поише беше као what the fuck is hate коментари за шо тоа постои, али имав еден сегмент што Ај ќе го извадам, као види го само. Пред пола декада, да речеме, познав доста луѓе во моето обкружување на кои што алгоритмот им беше наместен да им искачаат многу кринж видеа за нив, кринж контент, на кои што се исмева и се прашува зашто им искачаат такви глупости. А причината зашто им искачаат такви глупости е затоа што енгејџаат со нив, коментираат таму, ги гледаат, ги препраќаат и ако им се кринж, ridiculous, и баш заради тоа ги праќаат, као people love cringe actually. Ако не се согласуваш со ова, може да само немаш завршена домашната. Домашната е, ако више секако, секој ден одвојуваш као по саат, ајде ќе бидам нежен, саат на social media, одвој као барем 15 минути од тој саат, да си ги средиш алгоритмите, као да ги искористиш опциите што ти ги дава, за да му кажеш на системот што сакаш да гледаш. Not interested, like, unfollow, subscribe, блок. Исто така, многу важно е да не се задржуваш долго време на содржината што не сакаш да ја гледаш, пошто колку и да се срамиш од тоа или да го негираш, ти сакаш да ја гледаш. Чим си таму, чим се задржуваш на тоа, ти тоа сакаш да го гледаш, као одбираш, ти имаш избор, тебе ти се појавува, ти одбираш да го гледаш тоа, да енгејџаш со тоа. Да речеме, се шеташ у Будимпешта на плаштад и гледаш група на дечки што играат брейкданс и собрани група на луѓе и ги гледаат. Што ќе направиш? Ќе застанеш да ги гледаш или ќе ги одминеш?
Ти бираш. Они таму искочиле да се презентираат за кој сака да ги гледа for free. И од тебе зависи дали ќе застанеш таму да ги гледаш или ги одминеш, така? Ти бираш. Ако се движиш од тој кварт, кај што се мосли туристи, најверојатно ќе гледаш поише туристички атракции. Ако скршнеш по неконвенционални улички, who knows? Можда you'll end up smoking a doobie with Pablo и после ќе те однесе на private boat party. Алгоритам. Првичните алгоритми на social media претежно ти го предложуваат она што е најпопуларно, тоа што вложува пари во маркетинг или ги следи насоките на платформата и после нели го наградува платформата со поголем рич. Тоа е така пошто кога прв пат ќе отвориш платформата, така немаш никаков акаунт или немаш нов акаунт, ти предложува платформата тоа што е најболje за неа, не за тебе. Она сака тебе да те хукне, за ти поише да ја користиш. А за да си го зачува брендингот и да ја прошири каузата, ти предложува содржина каква што она сака највеќе да се шири на неа. Ама ти имаш избор да ти го одвлече вниманието или ја продолжиш да го бараш тоа што стварно сакаш. Луѓе, се тргнавме на телевизија за да осетиме слобода, не за да се повторува историјата. И ја до мои 13 години израснав без кабловска, што значи немав ни Cartoon Network рачунај, што не знам ни од кај ми е знаењето англиски, пошто никад не идев на курс. Нема везе, fast forward до моите тинеџерски години, кога бев член на друштва, чиј главен допамин бустер им беше алкохол и неретко тоа идеше некако у комбинација со турбофолк. Сега back then ја не бев толку свесен за неприкосновената можност да можам да изберам кај ќе бидам, со кој ќе бидам, али од тоа што знаев до тогаш ми одговараше друштвото. Што знам, вајда пошто имаше и доста рап пред да дојде турбофолкот. И не ми ни сметаше многу. Не знам, како и сите други сфери, се навикнав, се прилагодував, правев некој компромис, пошто не знам, вајда се осеќав као доволно да добивам од друштвото, од општо таа дружба. И сега понекад се дешаваше друштво да се собереме кај мене дома. Значи немавме звучници, не дека сум живеел не знам која таму година, ама не знам зашто слушавме музика на телевизор. Не на телевизор, на телевизија. Кога ќе почнеше да се гаси жетта за алкохол, се јавуваше жетта за турбофолк. Што после тоа стимулираше нова жет за алкохол. Кај мене не беше баш така. Ја сакав уште рап, уште алкохол, уште рап и не знам, или дури да не беше рап, не знам као е dead point било што друго освен турбофолк. И доживеав неиронично пуштање на најпознатиот провайдер на турбофолк на Балканот, BM-Sat. И у моментот си викам, сериозно бе, ова ке мене дома се дешава? Сега си ги почитував другарите, ама искрено, тогаш, таа култура ја доживував малце токсично. И не ни толку заради музиката, колку заради, не знам, вајда алкохолот и, не знам, целата таа склопка во што ги трансформираше луѓето, вајда не ми се свиеше, као, но ќе завлезам у тешки срања ако објаснувам, само не ми се свиеше. Неретко завршуваше со кавги и со проекции меѓу другари, као нешто што требало да биде дружба, настанало, не знам, отров. Нема везе. И тогаш сфатив дека све што правиме нели е избор и дека ако ја почитувам избор на ентертејнмент која јас сум на гости, што неретко тоа било слушање српско до Сабајле, би требало и они да ги почитуваат правилата на мојот дом. Провайдер за кабловска ми беше Boom TV, тоа беше поевтината варијанта од 2. Сега меѓу другите канали имаше 3 канали што беа за порничи, што по дефолт беа заклучени со код, што беше нешто као 4 нули, нешто такво генеричко. И ја тогаш бев голем више, ама као најмал у моето домаќинство, си го земав правото да ја тргнам заштитата за да кој сака да си гледа порничи. И дополнително таман да му олеснам на татко ми да не мора да го носи ресиверот на сервис One кој што е заглавен на порно канал за таму да го отклучат и да се пушти на сите телевизори у салонот. И додека го правев тоа, сватив дека чим можам да тргнам заштита од еден канал, можам да ставам заштита на друг канал. И погоди што направив. Нормално го заклучив.
Деем сад. Со нов пин, нели, не 4 нули. Нареден пат кога ми дое друштво дома, најде на заклучен Турбофолк канал и јас се правев дека не сум го заклучил ја као не го знам пинот, sorry guys, тоа е, нема Турбофолк и сега они беа малце разочарани пошто не слушаат Турбофолк. Ја топ, среќен. Не слушам Турбофолк. Се оградив од примање на информации што не ќам да ги примам. И се оградив од културата што пробува да ми биде наметната. Значи, све што требаше да направам беа неколку кликови за ја да го блокирам каналот што не ќам да се пушта на мојот телевизор. Што се однесува до мене, ја целосно би го изгасил, ама мислам дека беше пресет од провајдерот, пошто најверојатно најголем дел од корисниците сакаат да го има тој канал. Дисклеймер, со ова не ќам да навредам никој што слуша Турбофолк или ја тера цела таа култура у комбинација со алкохол. Јас само не сум сакал да го живеам тој стил на живот, у таа доба од мојот живот. Као, I'm fine with anybody who does that. Као, не ми е гајле. Исто као што не би се навредил ако ме отследиш од Инстаграм или не ми ги лајкаш тиктоците или ме блокираш на Твитер. Само не сакаш да дозволуваш поише прилики да ти биде вниманието одвлечено од мене. И затоа, као што си го зимам времето да лајкнам тоа што ми се свига, си го зимам времето и да дислајкнам тоа што не ми се свига. И не е тоа од омраза, као не е никад ништо лично, као тоа е само за да си средам алгоритмите, да знае платформата што јас сакам да гледам, што мене да ми покажува. И не се замаре, као стварно ако ова ти е редовна пракса, као да и кажуваш на платформата што сакаш да гледаш, што не ќеш да гледаш, као што ти се свига, што не ти се свига, биди сигурен дека ќе ти го предложува тоа што ти сакаш да го гледаш, као на секоја платформа и одговара да ти предложува тоа што сакаш да го гледаш, затоа што ако не ти го покажува тоа што сакаш да го гледаш, као ќе ливнеш платформата, као нема да ја користиш више, на секоја платформа и одговара да си ги задржи корисниците. Фак, ме прекинала камерата, ми снима. Anyway, I was saying, на секоја позната платформа има содржина за секој, има содржина за тебе, само што некад за да ја пронајдеш, може да треба малце да си ја стесниш кружницата на интереси. Ја користам оваа прилика да пратам еден посебен поздрав до сите кои што ми коментираат дека тоа што сум го објавил е срање. Congratulations, you just earned yourself more срање од мене. Од моје лично искуство, до сега најнепослушна платформа е Instagram, односно Facebook, односно Мета. Најверојатно тоа е така, пошто се толку многу познати што кур ги боли дали некој ќе си замине од нивната платформа или нема. Можат да си дозволат заминување на корисници. Though не ми делува дека се многу загрижени за тоа, пошто најверојатно нема да си заминат, пошто се станати толку зависни луѓето од овие платформи што прифаќаат да прават и работи што не ги сакаат само за да бидат у тек со све што се дешава таму. Тоа е нешто слично на мене кога прифатив да останам, да не си заминам од друштво што живее некоја култура што мене не ми се допаѓа, нити па се движи у насока во која што јас сакам да се движам и сум останал само затоа што некогаш сме изградиле добри заеднички спомени. И као што се тераше животот само спонтано се оддалечив од тие луѓе, пошто очигледно беше дека не се разбираме веќе толку добро, као не вибрираме на иста фреквенција и само секој си продужи у своја насока. И тоа не значи дека не се почитувам веќе со нив, као на исти начин на кој што уште се почитувам со некој што го имам одследено или го имам блокирано. Као ќе ти кажам здраво, ќе ти споделам љубов, ќе ти споделам добра енергија, само што најверојатно нема да седим и да се дружиме, пошто нема поента. У денешно време кај што сите сме на некој начин контент креатори, ради обичајот да секој од нас објавува на социјал медија, не мислам дека некој лично треба да си го сфаќа тој unfollow. Ка ја порано памтам дури ги потсеќав моите следачи, ако не ќат да ме гледаат, да не ме гледаат, као да ме одследат. Ако не ќеш да ја гледаш мојата креација, не ме следи. Просто е. Жалното ова е што многу луѓе се зајадливи и кога не знаат што сакаат да прават со својот живот, кога не знаат што да прават во моментот, само гледаат у туги животи, што е тоа во луѓето тажно што живеат во животи туги, дали нема врска, I've got a lot to say about this shit, така што не знам, можда друг пат или можда не знам. It's just dumb, bruh. Don't be dumb. Фала ти многу што ми го изгледа видеово. Ако го имаш изгледано до тука, ако си тука, ако уште гледаш, е доста голема веројатност дека ти се свигало видео, така што ако ти се свигало, feel free да
engageš некако, не знам, може да ставиш лайк, може да документираш твој став на темава. Мене ова ми беше запишано као ноут у јануари 2024. Само што, не знам, валја не сум го снимил тогаш, ради многу голем отпор. Отпор. Тоа е добра тема за разговор. Сега ќе збориме за отпор? Ајде збориме за отпор.